Го следите на делот интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Министр рече си, секоја зима неколку града во Македонија имаат страшно загадување и секоја зима истата дискусија. Возилата, грењето, индустријата, што го загадува воздухот. Презимате ли некои поригорозни мерки кои што ќе дадат резултат на подолг рок? Ако мислите со прашањето поригорозни мерки, тоа значи тука се краткорочни и долгорочни планови кои треба да придонесат кон подобрувањето на амбиенталниот воздух. Владата сериозно размислува околу овие мерки и впрочем тоа ни го кажавме дека ова година ќе почнеме со гасификацијата на целата територија. А гасификацијата ќе придонесе значајно околу подобрувањето на амбиенталниот воздух. Впрочем, еден од најголемите индикатори околу загадувањето е се домаќинствата, греењето, а со гасификацијата ќе се придонесе кон користење на греењето или со топлани, со централни греења, исто така и домаќинствата ќе може да го користат гасот како можно решение. Кога можеме да очекуваме резултати од гасификацијата практично за да го осетиме тоа намалување на загаденоста во воздухот? Има ли некаков таква процена? Овие процеси, овие постапки и така се викат среднорочни и долгорочни и затоа нивната имплементација ќе почне, меѓутоа тие проблеми не се решават преку ноќ. Ќе треба време, значи постапките додека се изгради, па понатаму ќе ни треба исто така и секундарна и терцијарна мрежа низ градовите да се повлече. Тоа е еден процес кој ќе трае, меѓутоа основите, фундаментот ова година ќе се направи и тогаш ќе знаеме дека сериозни мерки вложува владата околу разрешување на овој проблем. Исто така ние размислуваме и понатаму околу подобрувањето, сегашното подобрување на амбиенталниот воздух со други мерки, субвенции да кажеме околу насочување на грење на друг тип, не на грење со Има ли за тоа некакви конкретни активности? Ние разговараме, како не, разговараме и се разбира дека ќе излеземе и со такви резултати. Што ќе се субвенционират за да можат граѓаните да ги користат овие субвенции. Како министер за животна средина инсистирате ли на владините седници да се преземат некои поригорозни мерки од типот на забрана за сечење на дрва, забрана на градежни активности на владени објекти кога е во ек загадувањето, потоа построга контрола на сообраќајот? Впрочем, ние дадовме препораки минатата година, тоест кон крајот на минатата година, дадовме препораки до 2 града. Исто така тие препораки ги разгледавме и на седница на влада. Дел од тие беа прифатени, дел од тие препораки не беа прифатени. Меѓутоа град Тетово... Зошто не беа прифатени? Па се разбира за да може да се прифати сообраќајот. Ние дадовме препорака, како што знаете, да се воведе мерка пар-непар. Меѓутоа, јавното предпријатие за транспорт не е според нивни укажувања и укажувања на градоначалникот на град Скопје, не се спремни со дополнителни транспорт средства. Затоа и владата размислува и решението во тие среднорочни и долгорочни мерки, решението со транспортот на ниво на државата, поготово на неколку градова кои се препознати со загадувањето на амбиенталниот воздух, поинакво размислување околу транспортните средства, воведување на други транспортни средства. Имате ли некаква анализа колку од сечата на дрва во градовите, како што е например Скопје, влие во зголемената загаденост на воздухот? Претпоставувам дека има некои анализи што ние како министерство ги правиме, меѓутоа подетални анализи ова би требало да ги добиете од дирекцијата на шуми, кои
точно знаат, пошто и сите надлежности се кај нив, и инспекторатот, шумскиот инспекторат е под нивна надлежност, се разбира дека тие би требало да ги знаат овие детали. Меѓутоа, дрвата, поготово тие што не беа доволно суви, кои граѓаните ги користеа и понатаму продолжуваат да ги користат, многу влијаат врз загадувањето на амбиенталниот воздух. И тој недостаток минатата година ни се покажа на ниво на државата дека имаше многу влијание и тој тип на дрва. Тие што и користат за огревно дрво зборувате или тие што користат огревно дрво, меѓутоа огревното дрво претпоставам дека знаете дека треба да бидат и суви. Тие што не се суви и произведуваат, значи не се горат како што треба и произведуваат загадување на воздухот. И за крај, министре, како се чувствувате лично што сте прв човек за животна средина во земја во кој два града се сериозно загадени во одреден период од годината, дури и позагадени од милионскиот Пекинг? Мислам дека ниеден од нас не се чувствува добро. Се разбира, се надевам дека и вие не се чувствувате добро, оти секој од нас има еден дел од тие во тој придонесот околу загадувањето на тој воздух. Ако ние заеднички не се ако не направиме заеднички фронт, со овој процес долго ќе се занимаваме, и ако ги гледате статистиките, за волја на вистината, тие треба да ги кажеме дека претходните години немаме намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух, туку имаме покачување на таа сфера, и јас се борев минатата година, ќе продолжам поинтензивно да имам повише истомишленици, за да можеме овој проблем кој ќе не следи и многу други години понатаму, да ги разбереме работите дека кој е виновен за ова работа. Ние правиме еден проект, заеднички со финската влада и австриската влада, анализи точни кои ќе ни кажат, нели, после анализите на тие филтри, кон крајот на април ќе знаеме точно кои се индикаторите на загадувањето. Тоа се хемиски анализи за два града, за Скопје и за Тетово. И после ќе знаеме точни индикатори кои се најголеми придонесувачи на загадувањето. Ние не смееме да ги занемариме и транспортот, возниот парк. Вие знаете колку коли се увезуваат. Јас сум поборник да не се увезуваат коли со ниски евростандарди, и се надевам дека и другите членови на влада, па преди се народот, ќе го свати како за добро. Не како што го свативме, ќе ни требат некои коли да го подобриме нашиот возен парк, меѓутоа тој возен парк сега знаеме дека до која ситуација не доведе со загадувањето. Мислите на зголемувањето на возниот парк по владината одлука да се увезат поволни возила? Мислам дека таа одлука која се донесе за увоз на стари возила беше на страна на народот. Народот тоа го бараше. Меѓутоа сега се увиде дека некогаш се донесуваат одлука по барање на народот. Меѓутоа имаме возен парк, застарел возен парк, кој покажува дека имаме загадувања. Ние ќе престанеме со увоз на стари возила, меѓутоа многу треба да размислиме што ќе правиме со тој возен парк што го имаме сега дома. Ние имаме возен парк без никаков евростандард. Меѓутоа има можност, има и решенија за такви. Има дополнителни, во светот се произведуваат и апарати за намалување на загадувањето, и ние таква законска регулатива треба да размислиме, да не ги оставиме луѓето, пошто немат можност, можеби нови коли да купат, меѓутоа тие коли, да ги почитуваат и тие стандарди за емитување на загадувачките супстанции во воздух. Ви благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Довидување до следната недела.